ова издание. Франција бара нов начин на преговарање. Заев оптимист дека ќе добие датум за ЕУ в четврток. 30 години по падот на Берлинскиот зид. Европа поделена, без консензус за перспективите на Европската Унија. Нова технологија за лицата со парализа. Како ќе го промени нивниот живот во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Финска, актуелен председавач со Европската Унија, предлага позитивна одлука за државата, брифираат владини извори, според кои преговорите за членство ефективно треба да почнат во првата половина на наредната година. Колегата Владимир Мирчевски известува дека паралелно би требало да се изготви нова преговарачка методологија, со што би се задоволиле и интересите на Франција, која најмногу се противи на почетокот на преговори. Премиерот Зоран Заев пак е оптимист дека државата ќе добие датум за почеток на преговорите. По продолжение неговата изјава. Верувам дека градејќи ги сите точки и агенди на дневниот ред, обидувајќи се да дојде до заеднички заклучоци, сепак ќе преовлада одговорноста од страна одлуката за почеток на преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија. Секако се работи само за двајца лидери кои што се од сите 28 земји членки. Утре веќе започнува ГАК или Советот на министри, веќе ги знаеме по-конкретно чекорите, но дефинитивно колку што се горливи прашањата и со Брекзит, мултиануал буџет и слично, верувам 17 и 18 ќе бидат конечните датуми за одлуки. Јас останувам оптимист, заради тоа што реков им, имаме сите аргументи на светот да добиеме позитивна одлука од Европскиот Союз. САД денес го слават Денот на Колумбо, федерален празник кој одбележува годишнината од пристигнувањето на морепловецот Кристофер Колумбо во Северна и Јужна Америка. Овој празник се слави од 1971 година, но се уште предизвикува реакции за наводна негрижа кон домородните народи, кои биле експлоатирани од шпанските трагачи по злато. А од другите вести, САД одлучија да ги близу турската граница, ден откако беше постигнат договор со сириските курди да влезат во регионот во обид да се справат со турската инвазија. Договорот меѓу курдите, Сирија и Русија дојде откако пред 4 дена турските сили ги нападнаа курдите во северниот дел на Сирија, откако речиси сите американски сили беа повлечени од регионот. Турција ги смета курдските сириски демократски сили за терористи, обединети со сепаратистите во Турција. Председателот Доналд Трамп рече дека САД ги повлекуваат сите останати трупи од северниот дел на Сирија, нагласувајќи дека е многу паметно да не бидат инволвирани во борбите во Сирија. Францускиот председател Емануел Макрон и германската канцеларка Ангела Меркел на заедничка пресконференција изјавија дека Турција ризикува тешка хуманитарна ситуација. Сириските курдски официјални лица изјавија дека стотици веќе избегале заедно со нивните семејства кои биле сместени во камповите за раселени лица. Тројца научници ја добија Нобеловата награда за економија за пронаоѓање нови начини за надминување со сиромаштијата преку фокусирање на конкретни проблематики како подобрување на едукацијата и намалување на смртноста кај децата. Ново истражување покажува дека 2 години од почнување на движењето Me Too, 41% од мажите не сакаат да имаат состанок со жена насамо. Повеќе од 1 на секој 5 мажи од испитаниците велат дека преферираат да не одат со жена на пијалок после работа. Студијата објави гриженост кај постарите мажи на работното место, при што 60% од машките раководители велат дека им е непријатно да практикуваат менторство, дружење или средби со жени насамо. А за новите односи САД и Европа, како и за европските перспективи кои се одразуваат и врз Северна Македонија, се дискутираше во Музеумот во Вашингтон, каде беше колешката Анита Шјакова. Еве што кажаа панелистите. Овде во Музеумот во Вашингтон се наоѓа дел од Берлинскиот зид. 3 децении по неговото паѓање, различни политички ветрови дуваат како во Европа, така во Соединените предизвици. Токму за овие предизвици се разговараше на дебатата во Вашингтон.
Панелистите на дебатата во Вашингтон се согласија дека 3 децении по падот на Берлинскиот зид многу работи се променети и во Европа и во САД. Либералната демократија е под закана, десничарските идеологии се во подем, а долгогодишните сојузи се под притисок. Поранешниот председател на Светска банка Роберт Зелик, кој во 1989 година беше вклучен во германската унификација како американски преговарач, вели дека ова се тешки времиња, но дека мора да се работи на надминување на разликите. Односите меѓу САД и Германија и воопшто меѓу САД и Европа се делумно Жалам што е така. Бе вклучен во унификацијата на Германија. И тоа беше важно не само како обврска на САД од студената војна, туку и затоа што американско-германски односи. Сепак, луѓето во Европа треба да разберат дека САД имаат председател, но не владетел како во Кина. Имаме општество. Ако разговарате со луѓе во Конгресот, со градоначалници по широката бизнис заедница, ќе видите дека има голема база за поврзување. Во време кога Северна Македонија ги прави последните чекори до членството во НАТО и е во исчекување на одлуката за датум за почеток на преговори со Европската Унија, го запрашавме председателот на Конрад Аденауер и поранешен председател на германскиот парламент Норберт Ламерт, колку овие процеси се под влијание на внатрешните поделби во Унијата. Што се однесува од Европската Унија, за жал, во ситуација сме кога има најмал консензус меѓу земјите членки во однос на заедничките идни перспективи. Тоа со други зборови значи дека пред да го реорганизираме овој систем нема смисла. Веројатно не можеме да дозволиме нови членки без да дојдеме до нов консензус за нашето разбирање на идните перспективи. Што се однесува до НАТО, секогаш велевме дека мора да се најде решение со Грција и тоа се најде. Би го ризикувале нашиот кредибилитет, кога не би го исполниле нашиот дел. Фрагментацијата во Европа, Брекзит, економските текови, сето тоа дополнително ја усложнува сликата за Европа, посочија панелистите на дебатата во Вашингтон. Лекција од падот на Берлинскиот зид и да го реконструира духот на обединетост. Научници направија робот кој им помага на лицата со парализа. Како тоа функционира во пракса од извештајот на Араш Арабасади. Променил кога имал 28 години. Поради пад, тој останал парализиран од раменици надолу. Сега, неговиот живот повторно е променет. Помогнат на парализираните лица да одат. Ова навистина е една од целите на медицината. Доктор Том Шекспир е професор во Лондонската школа за хигиена и тропска медицина. Тој и самиот има инвалидитет. Импланти од двете страни на черепот беа во можност да пронедат и преведат импулси на мозокот, како да се компјутерски движења. Така што кога лицето сака да се движи, испраќа сигнали кои тоа го овозможуваат. Шекспир вели дека контролирањето на уредот преку мисла наместо со притискање копче на инвалидска количка е научен пробив. Ова е новитет. Никогаш претходно не било направено преку мозок да се контролираат екстремитетите. Тој вели дека и покрај тоа што уредот се контролира со мозокот наместо со телото на поединецот, технологијата се уште е премногу скапа и недостапна. Сформира животи да биде достапна за повеќе луѓе во светот. Шекспир вели дека ќе помине многу долго време, додека оваа технологија ги замени Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Георгиевска, со нови информации се гледаме утре повторно. Пријатно.